Компанијата БМФ од Зрновци организираше презентација за користење модерна технологија во земјоделството, односно во оризопроизводството во кочанскиот региони пошироко. Употребата на дрон за прскање со заштитни препарати, за расфрлање вештачко ѓубриво, како и за други намени во земјоделското производство, беше представена пред оризопроизводителите кои располагаат со поголеми површини и можат да остварат соодветна ефикасност со оваа технологија. Презентацијата се одржа на оризовите површини на регионалниот пат кон Грдовци, а за карактеристиките на леталото и начинот на неговата употреба зборуваа представници на фирма од Бугарија, која е увозник на овој вид летала за државите од Балканот. Иницијаторите на презентацијата истакнаа дека примената на дрон во земјоделското производство веќе е можно и кај нас. По наша иницијатива имаме фирма од Бугарија, професионално, која се бави со најмодерните технологии во земјоделието. Имаме можност да видиме без никакви препреки како да се употребуваат препаратите на современ начин. Се работи за дрон кој што има носиост околу 40 килограми, со голем домет и со многу апликации за можност за прскање, можност за ѓубрење, можност за мониторинг и вадење на сите потребни податоци за успех во земјоделието. Имаме директно заинтересирани, имаме можност, имаме ги сите услови за да зачекориме во ерата на модерното земјоделие. Бугарските представници на фирмата увозник нагласија дека современата технологија се повеќе го заменува класичниот начин на работа, со што се добива поголема ефикасност и брзина. Пръскаме с селскостопански дрон за пръскане. Марката е XIG. Дрона е китайско производство на една фирма, която в момента е лидер в производството на дронове за пръскане. Подходящ е за ориз, за зеленчуци, за пшеница, царевица, слънчоглед, също и в лозя. В България през тази година имаше много валежи и изключително много земеделски производители на ориз, на пшеница, на царевица, на слънчоглед. Преминаха на пръскане с дрон, защото могат да влязат и да пръскат тогава, когато наистина е необходимо, а не когато могат. Имаме различни примери. Имаме производители, които от няколко стотин декара зеленчуци, до производители, които гледат по няколко хиляди хектара зърнени култури или пък ориз. Има различни конфигурации на дрона, различни литражи, което променя и цената. Така че бих могъл да кажа, че дрона днес е достъпен за всеки земеделски производител. Много зависи от това колко батерии, тъй като говорим за електрически захрана на дрон, какъв е резервоара на дрона, колко генератора, тъй като то разполага с генератор за зареждане на полето, но може да бъде в диапазона от 20 000 евро до 50 000 евро. Присутните на презентацијата искажаа голем интерес за начинот на примена, како и за можностите што ги нуди користењето на дронот во земјоделството. При тоа беше изнесен став дека исплатливост и ефикасност во набавката може да се постигне со здружување во инвестицијата.